Ладничко малце. Зима е како да види. Слушај, си бил еднаш еден дедовраз и тој си имал едно еленче. Тоа еленчето прво многу мало било. Ама после не било. Пораснало. Се направило бомба. Гледайте сега. Добро утро, најмила. Добро утро. Добро утро, Дедо Мраз. Кажи ми, најмила, што прави моето милено еленче? Дали е весело и среќно? Па, како што гледам, Дедо Мраз, еленче ја кренало опашката и почнал да се трие од санката. Изгледа и дошло време за парење. Тогаш уште веднаш ќе ја однесам во најплодното село на Северниот пол да биде оплодена. Еве, уште веднаш ја ставам во санката и тргнуваме. Мила моја, најмила моја. Добар ден, Дедо Мразо, добар ден. Добар ден, добар ден. Ами те видов јас кај што се зададе со санката и велам на жената, а бре Дедо Мразо иди со санката, та вели. Ми римува нешто, знаеш. Добро. Што навака Дедо Мразо? Па, ете, јас слушнав дека вашето село го бие глас, дека е најплодно село во цел Северен пол. Така е, Дедо Мраз, убаво си слушнал, ние сме многу плодни. Многу е плодно село, многу сме згодни, плодни и необходни. Имаме најголем. Што? Натали, како го вика, наталитет. Наталитет! Значи тука има најмногу малечки елфчиња. Има, Дедо Мраз, има елфчина колку сакаш. Се котиме ко зајци, се котиме, Дедо Мраз. Ама за тоа знаеш кој е најзаслужен? Кој? Милојко Клепалото. Кој? Милојко Клепалото. Милојко Клепалото, тој е задолжен да не буди на сабајле. Тој го чука звоното да не буди за на работа, разбираш? Ама каква врска има тоа со наталитетот? И каква нема, Дедо Мраз, врска тоа? Милојко, ако не е, ние нема да сме овде толку многу. Ами Милојко го чука звоното во 5 сато сабајле. А ние сме во 7 на работа. И сега во 5 да станише рано, 7 е касно, 2 сати имаш што ќе правиш измеѓу 2 сати, се буричкаме под вјаргани и тоа е. Колку прекрасно. Така е. А кажи сега ти, Дедо Мраз, што ама ако имаш зашто си доен? Па, јас сум дојден за ова мое еленче да ми го оплодиш ако може. Ова? Абе, можам јас да го оплодам, Дедо Мраз, ама да не почнам муабети да вада ни село, разбираш, да не е така, ако може Стаменчо мој Ирвасо, тој да ја оплоди, онде да ја оплоди тој, и така ќе биде најубаво за сите, неќам да ми вадат муабети. Па јас така и мислев. Може, Дедо Мраз, само ќе треба да платиш 200 евра за работата. Не е тоа проблем, важно е да се заврши работата. Ќе се заврши работата, ти да не се секираш. Ќе се заврши работата, ти не знаеш како ќе се заврши. Само ова што ќе ти го кажа сега е многу существено. Слушај ме внимателно. Од кој ќе оплоди, од кој ќе ја земиш од кај Стаменчо, сега од кој ќе оплоди Стаменчо, дома утре сабајле ќе видиш еленчето. Али пија вода, али паси трева. Ако паси трева, значи е оплодено. Така. Ако пија вода, не е оплодено. Ќе ја качиш па насанка, ќе ја дојциш и така и Стаменчо ќе однесиме. Разбираш?
Разбирам. Еве рак. Така да се договориме, рака, ќе платиш колку што се договоривме. Оди сега, земи го еленчето и однеси го да ја збрбела Стаменчо. Ајде, нека ја збрбела убаво. Ајде, еленче мое. Ајде. Стаменчо! Станвај да ми швајди! Стаменчо, ќе направи. Добро утро, најмила моја, добро утро. Добро утро, Дедо Мраз. Кажи ми, најмила, што прави моето омилено еленче? Дали паси трева? Не, Дедо Мраз, не паси. Пие вода. Ништо, значи работата не е завршена. Ке морам повторно да ја однесам кај Стаменчо. Ете, уште веднаш ќе ја ставам во санката и тргнуваме. О, најмила моја, Дедо Мраз, добре дојде. Добар ден. Што направи не со еленчето? Ништо, станувам утрово, а таа пие вода. Нисто, значи, вака сега ќе направиме, слушај ме убаво. Сега ќе ти земам саде 100 евра. Ќе ти земам саде 100 евра како за втор пат и ќе ја пикниме пака и Стаменчо, уседнаш, и утре, кој што ти реков, значи ќе видиш пак саба или рано. Ако паси трева, свршена е работата. Ако пија вода, па насанка, па тука. Ајде, носи го еленчето кај Стаменчо. Приеменето. Ајде, најмило. Машала, како е налено. Кажи ми, најмила, што прави моето омилено еленче? Дали паси трева? Па, не, Дедо Мраз, не паси трева. Пие вода. Најмила, значи повторно ништо. Ке морам повторно да ја однесам кај Стаменчо. Ете, уште сега ја ставам во санката и тргнуваме. О, најмила моја. Дедо Мраз, бре, да не ти треба нешто тука да седиш, гледам, секој ден си тука. Ништо не направивме, ништо. Како бре? Се будам утрово, а таа пак пие вода. Бре, белја работа, зошто така мајката? Се мислам да не е нешто до Стаменчо. Не бре, каков Стаменчо, ти нема поплоден од Стаменчо, тој да плукни ќе вати, бре, Дедо Мраз, да плукни ќе вати. Не е до Стаменчо, туку сега, за трет пат, ќе ти земам јас 50 евра и пусти го еленчето да влези натре,
Уште еднаш убаво јас ќе му реча са на Стаменчо, салам да му се врли да ја збрбела, ако што знае тој, јако. Ајде. 50 евра. 50 евра. Ајде. Ајде. Сега ќе вати, не се секирај, оди. Ајде, миличка. Стаменчо! Ајде сега, убо! Убо чапни, ако што знаеш. Во е Стаменчо, мој бре. Ајде. Добро утро, Дедо Мраз. Најмила моја, ќе биде добро ако моето Еленче не пие вода. Па, не пие? Не пие, тогаш сигурно паси треба. Не, па си ни треба. Па тогаш што прави? Па, не знам, седи во санката и чека нешто. Се рекло, ако ти се погоди оплодувањето, батали јадењето. Джингл белс, джингл спелс, джингл... Што правите таму?